Почитувани колеги, почитуван министер, предлог буџетот за 2021 година е во насока на постигнување напредок во овие исклучително тешки моменти на глобалната економија. Оваа глобална криза која што ја живееме е различна од било која досега. Целта е секако одржување на функционалноста и економијата во државата. Буџетот е со фокус на здравствениот систем, на капиталните инвестиции, системска функционалност и поддршка на веќе започнатите реформи. Во изминатиот период беа реализирани сет на мерки за заштита на работните места, обезбедување на ликвидност на буџетот, сервисирање на најприоритетните обврски и сведување на минимум на сите помалку продуктивни трошења. Подобрувањето на економската состојба и состојбата на пазарот на трудот е поврзано секако со подобрување на здравствената состојба во земјата воопшто. Во таа насока, основите на оваа буџетска политика, која што е испланирана за 2021 година, се движи во правец на поддршка на здравствениот сектор, односно заштитата на здравјето на граѓаните, економско заздравување и овозможување на следен економски раст, секако поддршка на самата економија и приоритетот за чувување на работни места, секако непречено финансирање на основните функции на државата и поддршка на реформите веќе започнати во правосудството и евроатланските интеграции. Буџетските политики и покрај пандемијата се усмерени во правец на економски раст и предвидлив развој секако, и сето тоа е планирано преку подобрување на платата на буџетските приходи, преку одредени мерки кои што се превземаат за намалување на сивата економија, односно мерки за спречување на корупцијата. Намалување на буџетските расходи преку кратење на непродуктивни трошоци, поголема поддршка на приватниот сектор и зајакнување на конкурентноста. Промени во изворите на финансирање на буџетскиот дефицит, преку репрограмирање на јавниот долг, мерки за наплата на даночниот долг од страна на поединци и трговски друштва, даночна политика која ќе зголеми ефикасноста и ефективноста на даночниот систем, меѓутоа и финансирање и реализација на одредени проекти преку јавни приватни партнерства и основање на развоен фонд за стратешки инвестиции. Буџетот за 2021 година е составен дел на среднорочната буџетска рамка и процесот на среднорочно планирање за периодот 2021 и 2025 до 2025 година, се извинувам, за економско заздравување и забрзан раст, кој што секако предвидува економско заздравување на земјата од корона кризата, забрзан и одржлив економски раст, зајакнување на приватниот сектор и развојот на човечките ресурси. Во текот на оваа 2020 година, влошувањето на глобалното економско окружување и падот на надворешната побарувачка, кој што секако е резултат на пандемијата и активностите кои што воопшто беа во оваа во овој период, влијаеше негативно врз активноста на домашните извозни компании, врз самото производство, секако беше намален приливот на приватните трансфери од странство, а оние мерки и ограничувачки кои што беа превземени од страна на државата за спречување на ширење на коронавирусот во земјата на големо влијание, особено врз дел од дејностите кои што беа во услужниот сектор, особено погодени во трговијата, транспортот, угостителството и туризмот. Како резултат на сето ова, домашната економија, исто како и глобалната, се соочува со една од најдлабоките кризи досега. Во земјата беа преземени значајни чекори во поддршка на предпријатијата и вработените во најпогодените дејности и особено внимание се обрна со мерките на ранливите категории на граѓани. Државната помош преку различни видови на мерки за поддршка на домашната барувачка, за извозната активност на домашните компании ќе продолжи во 2021 година,
а целта е побрзо опоравување на домашната економија и создавање основа за економски раст. Контурите на новиот предлог буџет се поставени како рамка во едно оптимистичко сценарио. Тоа предвидува стивнување на здравствената криза во првиот квартал од следната година, што треба да донесе и економско заздравување и врз основа на таквото сценарио се предвидува и раст од околу 4%. Очекувањата за 2021 година се умерена инфлација, пораст на извозот и увозот, инвестициите во позитива, намалување на невработеноста, направени проекции, овие што претходно ги кажав, со предпоставка дека здравствената криза ќе стивне. Реалниот раст на бруто инвестициите е проектиран така, при што значајно влијание врз нив е предвидено да има враќањето на довербата на деловните субјекти, планираните инвестиции во јавниот сектор, зголемената поддршка за развој на приватниот сектор, иновациите, зајакнувањето на конкурентноста и интензивирање на странските инвестиции. Покрај целата неизвестност во која живееме и ризиците кои што се поврзани со оваа здравствена криза и последиците кои што ги имаме на економски план, а земајќи ги во предвид досега реализираните пакети на економски мерки, со проекциите во буџетот за 2021 година, се очекува да се обезбеди одржливост на домашните економски дејности, секако задржување на работните места, да се поддржат одредени дејности кои навистина претрпеа голем удар од кризата, да се обезбеди стабилност на социјалните трансфери и да се обезбедат политики кои понатаму ќе помогнат во спроведувањето на брза излезна стратегија со цел да продолжи позитивниот тренд на нашата економија. Планираните приходи и расходи во предлог буџетот за 2021 година резултираат со буџетски дефицит на ниво од 4,9% од планираниот БДП. Намалувањето на разликата меѓу расходите и приходите во буџетот е неопходна за да се постават здрави основи за стабилна економија и економски раст. Фискалната консолидација треба да се гледа низ призма на неопходните чекори за проширување на даночната база, што е поврзано со сузбивањето на сивата економија и секако со рационализација на расходите. Планираниот дефицит е во согласност со определбата за оваа фискална консолидација, која што секако треба да биде следена со буџетска дисциплина и обезбеден доволен фискален простор за поддршка на домашната економија и на граѓаните воопшто, како и реализација на инфраструктурните проекти. Расходите за стоки и услуги во предлог буџетот се проектирани за да се обезбеди редовно и непречено подмирување на обврските на буџетските корисници, со сведување на минимум на сите помалку продуктивни трошења од буџетот, обезбедување на средства здравствена заштита на населението. Тука мора да ги споменеме и спроведувањето на локалните избори наредната година, пописот кој што се планира во 2021 година, како и исполнувањето на НАТО стандардите. Процесот на дигитализација, создавање силни синџи вредности, инвестиции во иновации, како и истражување и развој преку приватни и јавни инвестиции е она што може нашата економија да ја однесе на следното ниво. Во меѓувреме, се работи на создавање и на системски решенија кои што ќе овозможат фер конкуренција на пазарот. Сето ова значи дека се има силна заложба и посветеност во борбата против корупцијата и сивата економија, кои што се клучни фактори за економска стабилност. Во предлог буџетот за следнава година има планирано средства за капитални инвестиции за 20% повеќе од планот за 2020 година, при што за финансирање на инвестициите е планирано да се обезбедуваат средства од повеќе извори, односно буџетски средства, ИПА фондови и заеми. Приоритетите се фокусирани, веќе споменаа и претходните колеги, на капитални инфраструктурни проекти во однос на патната, железничката инфраструктура, енергетска, комунална,
капитални инвестиции за подобрување на здравствениот систем, во образованието и во социјалниот систем, секако во земјоделието и заштитата на животната средина. Зајакнување на инвестициите во инфраструктурата опаќа сето ова што претходно го споменав, меѓутоа ќе дозволите да се повторам, бидејќи и почитуваните колеги пред малку што зборуваа, повторно сакам да ги повторам оние инвестиции кои што се планирани да се работат во наредната година. Завршна реконструкција на железничката на коридор 10, тоа е планирано во 2021 година за да се заврши со реконструкцијата, финансирана со заем на ЕБОР. Овие сите активности треба да го подобрат протокот на патници и стоки на оваа делница. Тука е делницата од коридорот 8, Куманово-Крива Паланка. Во текот на 2021 година предвидени се средства за продолжување на реализација на првата и на втората фаза и проект за изградба и рехабилитација на источниот дел од железничката пруга. Активности за реализација на проектот за олеснување на трговијата и транспортот на Западен Балкан, кој е дел од новата регионална иницијатива на Светската банка, од каде што и се обедени средства за нејзино финансирање. 2021 година започнува изградбата на железничкиот гранични премин со сите придружни содржини на Табановце помеѓу Република Северна Македонија и Република Србија, кој што ќе се финансира со грант средства и инструментна инвестициска рамка за Западен Балкан и заем од ЕБОР. Значи, реализацијата на патната инфраструктура, автопатот Скопје-Блаце, реализација на проектите за локални патишта и подобрување на патната инфраструктура во општините. Инвестициите во енергетиката и комуналната инфраструктура, управувањето со отпад опфаќаат интензивирање на изградбата на, да не се повторуваме, водоводните и канализационите системи во општините секаде, проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор кој што се ги опфаќа и самите општини, меѓутоа и здравствените установи. Започнува оваа година финансирањето на еден од поголемите капитални проекти во земјава, а тоа е прочистителната станица за отпадни води во Скопје. Преку ИПА средства ќе се поддржи рехабилитација и на надградбата на колекторскиот систем во Скопје. Дополнителни вложувања се предвидени за уредување на технолошко-индустријските развојни зони. За здравствениот сектор планирани се инвестиции наменети и за реконструкција и за изградба на здравствените установи, особено реконструкција на општата болница во Кичево. 2021 година ќе продолжи и реализацијата на регионална болница во Штип, финансирања од Централната инвестициона банка. За успешна и поголема реализација на овие сите капитални инвестиции, во предлог буџетот за 2021 година предвиден е функционален механизам за подобрување на реализацијата на инвестициите, што подразбира насочување на средствата кон проектите со поголема реализација. Се формира централна единица за капитални инвестиции, која ќе ја следи нивната реализација и ќе се осигури дека сите инвестиции во нашата земја се оперативни. Земјата во моментов функционира во услови на висока неизвестност и во поглед на времетраењето и во поглед на ефектите од пандемијата. Во такви околности, почитувани, предлог буџетот за 2021 година изгледа коректно поставен. Се разбира, ова го говорам доколку пандемијата продолжи со негативен тренд во наредниот период, во наредната година 2021 година, тогаш бројките ќе мора да се ревидираат. Тоа ни е јасно. И секако обратно, предвидениот раст за кој што говориме може да се оствари ако вирусот ослабне и се подобри општата здравствена состојба во земјата, за што се надевам сите тоа го посакуваме. Предлог буџетот за 2021 година е проектиран буџет за ревитализација на економијата и враќање на патеката на економски раст и макроекономска стабилност на земјата. Ви благодарам и се надевам дека ќе успееме да најдеме заеднички решенија мислам по однос на поднесените амандмани од колегите пратеници од опозицијата и дека онаму каде што ќе успееме навистина
да најдеме можност да подобриме некои работи, дека навистина тоа ќе го направиме многу успешно, со конструктивна дебата и се надевам дека наредните денови ќе имаме успешна работа. Ви благодарам, почитувани колеги.